Се враќаме накратко назад, мораме да ја прекинеме програмата со оглед на тоа што нашите репортери кои што се надвор од земјава имаат постојано во текот на денот и на текот на изминатите денови нови информации со кои што едноставно бараат да бидат вклучени и да ги слушнеме најновите вести со кои што располагаат. Во моментот треба да ја имам колешката Кристина Атовска од Будимпешта. Сега го имаме истиот мост во заднина, но убаво осветлен. Убава вечер во Будимпешта. Кристина, сега веќе добро вечер. Добро вечер, Анета. Повели со она што во моментот го имаш како информација и во моментот располагаш со неа. Така, ќе се обидам на ова линковско вклучување да бидам многу кратка. Изутринава владиниот портпарол одржал редовна пресконференција, а сите новинарски прашања биле усмерени токму кон бегството на Никола Груевски. Најголем дел од прашањата се однесуваат на тоа како Груевски ја напуштил Македонија и како Груевски влегол во оваа држава. Што се однесува до вмешаноста на унгарските служби во неговото напуштање на Македонија, владиниот портпарол изјавил дека Унгарија никако не е вмешана во тој процес, но го истакнал фактот дека балканските држави, односно луѓето од балканските држави, меѓу себе патуваат само со лична карта. А што се однесува до неговиот влез овде во државата и вмешаноста на унгарските власти во тој процес, владиниот човек рекол дека не може да даде такви информации, не може ништо такво да соопшти со јавноста и дека е можно, дека е опција Груевски сам да влегол во оваа држава. Што се однесува пак до процедурите за азил, дали се тие законски или не, но и контролите и како работат унгарските служби, односно како го пропуштиле да влезе, владиниот човек даде доста интересни одговори. Тој рече дека Груевски би можел да ја помине границата без да биде застанат во онаа транзит зона, без да биде испрашуван во таа транзит зона, бидејќи Груевски е важна личност и за него важел посебен третман од она што важи за сите останати граѓани. Исто така што рекол дека процедурата дозволува Груевски прво да односно важни личности да допатуваат прво во Будимпешта и да бидат испрашувани овде во градот, како што тоа е случај со Груевски, бидејќи властите веќе потврдија дека тој бил испрашуван во центарот за азил, а не како што е процедурата во транзитните зони. Рекол дека унгарскиот закон дозволува таква можност. Но што се однесува до тоа како, кога Груевски побарал азил, односно како е почнал постапката, владиниот човек рекол дека Груевски го направил тоа преку унгарска амбасада од друга држава. Но таа држава не е Македонија, што само ги потврдува нашите информации, оди во прилог на она за кое што известуваме цело време, дека Груевски најверојатно барањето за азил го поднел токму од Република Србија, а веднаш потоа се упатил во Будимпешта. Меѓутоа, како што веќе кажав, владиниот човек не сакаше да даде одговор на тие прашања, рече дека не може да одговори, што отвара сомнеш и е многу веројатно дека можеби имал помош од унгарските служби за да може да влезе во оваа држава, бидејќи како што и самиот кажал, Груевски овде се третира како важна личност и добива посебен третман. Да, во тој контекст подоцна ќе имаме директно вклучување и од Белград, од каде што овие сознанија за кои што ти зборуваш сега некако се поистоветуваат со тоа што имаат и тамошните политичари да го изјават. Само за крај, кажи ми дали денеска интересот на медиумите и понатаму е исто толку интензивен како и вчера или малку се стиша, со оглед на тоа што велиш владина пресконференција на која што и Груевски бил една од главните теми? Па можам да кажам дека денеска интересот е дури и поголем од текот на вчерашниот ден. Со оглед на тоа дека денеска и првпат добиле унгарските медиуми изјава во камера токму на овие прашања, сите можни прашања биле усмерени кон бегството, односно за бегството на Никола Груевски, а и како што информиравме претходно, морам да кажам дека голем број медиумски екипи се поврзаа со нас, заедно проанализиравме
некои информации, се она што досега кружи во јавноста и само уште, ако може да забележам, е дека голем дел од шпекулациите и дезинформациите што се шират во етерот, низ медиумите, се последица на недобриот превод, односно на погрешниот превод. Па така дел од унгарските медиуми овде пренесува погрешна изјава, односно имаа погрешна перцепција за сето она што го кажал нашиот премиер Зоран Заев во однос на прашањата за бегството на Никола Груевски. Овде сепак се сметало дека унгарската амбасада и унгарските власти се оние кои им соопштиле на македонските дека овде се наоѓа Никола Груевски, иако знаеме дека тоа не е така, односно дека македонските власти преку унгарскиот амбасадор во нашата држава ја бараа потврда на оваа информација. Анета? Така, се надевам дека ваквите недоразбирања, благодарение и на тоа што имаме екипа таму, нели присутни сме и како медиум и можеме да следиме што пишуваат и едните и другите и ако ништо друго можеме да исконтролираме и исправиме некои грешки. Кристина, јас ти благодарам за ова јавување доколку е тоа се, со оглед на тоа што е 18 часот, а некаде во 20 повторно планираме да те вклучиме со нови информации. Не верувам дека до тогаш ќе успееш да ја откриеш до крај трасата по која што Груевски отпатувал во Будимпешта, но се надевам со нови информации во 20 часот повторно да те видиме. Дали е тоа се? Да, Анета. Се одјавуваме за ова. Одлично, Атовска се гледаме за 2 часа повторно, а вие останете и понатаму со отворената програма на Студио 1.